18-годишниот Христијан Стојанов е еден од младите херои на трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани, кој храбро и несебично влегол во обнот за да спаси човечки животи. Христијан, кој е ученик во средното текстилно училиште во Штип, за штипската телевизија ТВ Стар раскажа за драматичните моменти што ги преживеал вечерта на 16 март. Христијан истакнува дека не правел разлика кого спасува, единствена цел му била да извлече што повеќе луѓе. Тој го истакнува значењето на обезбедувањето кое давало инструкции и му помагало во спасувачката акција. Лордина Ненси од Гана е девојче со златни раце. Сама научила да плете плетенки, гледајќи ја мајка си. Сега, после градинка, обожава да й помага во салонот и си има своји клиентки. Тригодишното девојче од Гана е вирален хит поради својата способност за плетење плетенки, а веќе има и голем број жени кои се клиентки. Лордина Ненси е навистина надарена за својата возраст. Додека на многумина им требаат години за да ја совладаат техниката на плетење плетенки, ова малечко девојче веќе придонесува во фризерскиот салон на својата мајка. Со прекарот сериозна господица, таа е позната по својата фокусираност и професионалност додека работи и покрај тоа што има само 3 години. Чистач на прозорци го преживеа разорниот земјотрес на работното место. Силниот земјотрес што го погоди Банкок остави разорни траги. Еден видеозапис од инцидентот стана хит на социјалните медиуми. На видеото се гледа работник кој чисти прозори на облакодер во моментот кога земјотресот го затекнува на неговото работно место. Видеото ги прикажува моментите на паника и хаос додека земјотресот се случува, а гледачите се воодушевуваат на храброста на чистачот, кој останал на високо опасната локација додека потресот не заврши. Пробната ракета наменета да лансира сателит од Европа се урна и експлодираше 40 секунди по полетувањето од норвешкиот космодром во неделата, а германскиот стартап Acer Aerospace лансирањето го опиша како иницијална проба. Ракетата без екипаж, наречена Спектрум, беше представена како прв обид за орбитален лет од Европа, каде што неколку земји, вклучително и Шведска и Велика Британија, изјавија дека сакаат дел од растечкиот пазар за комерцијални мисии во Вселената.